civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Кога почнате да информирате околу пописот и вашето ангажман на следењето, ми тоа јас би рекол не само наблюдувањето на целиот тој процес, туку и една исклучително добро организирана и позитивна кампања од ваша страна, за што сум многу благодарен и мислам дека не давате ветер во грбот и ние да истрајаме во целата операција што е можно подобро и поуспешно. Прво, значи, ме пресретни што направивме попис. Не е битно дали ќе беше во април или како што се случи во септември. Значи, оваа операција се заврши успешно. Останува уште оној делот, за нас уште не е готова, бидејќи треба да ги обработиме податоците и таму некаде живи здрави, крајот на март, почетокот на април да излеземе со конечните податоци од пописот. Меѓутоа, ова е полесниот дел од работата, бидејќи зависи само од нас, не зависи од надворешни фактори. И колку сме ние спремни, подготвени, организирани, од тоа ќе зависи како ќе ја завршиме, дали на време, дали пред време, се надеваме дека и пред време нешто ќе завршиме. Меѓутоа е сепак полесниот дел од задачата. Клучната работа е што и покрај сите, како да кажам, неповолни прилики кои што ги имаме спроведување на попис, ние успеавме да спроведеме тој попис. Време на пандемија, подлагав на една година предходно заради други причини политички, нели се одлучи да има, требаше пописот да се спроведе во 2020 година во април. Меѓутоа се одлучи да имаме избори парламентарни во тој период. Ние не сакавме да ги споиме двете кампањи во едно, бидејќи апсолутно попис и избори не можат меѓу себе да се злоупотребува оваа операција многу важна за државата во тие кампањски цели и се одлучи да се одложи една година. Среќно беше одложувањето и некој не знаев, никој на нас немаше, воопшто не можеше не предпостави дека се случи во тој период и ковидот, како нешто ново. Ние како држава се блокираме, се блокира фактички, замре. Така да и да не беше одложен заради изборите, пописот ќе се одложеше заради ковидот. Во април имавме силен бран на ковидот, луѓето беа премногу уплашени, иако и ние и тогаш тврдевме и сега јас исто така ќе тврдам дека имаше пописот да биде причина за ширење на пандемијата, бидејќи тој не престане во септември. За жал, се уште е присутен ковидот, еве сите сме свесни дека пописот не придонесе кон негово ширење. Дури еве јас имам и конкретни податоци, само 8 попишувачи заболеа од ковид во време на оваа операција и тврдам дека не беше причината попишувањето, туку веројатно нормалниот живот и така натака. После тоа сепак беа претежно млади луѓе. Немаме до сега добиена информација дека било кое домаќинство имало проблем во однос на овој дел, да некој заболел заради тоа што попишуваше бил тој кој што пренел болест и само еден државен инструктор во домашни услови тоа стекна. Значи, рече се скоро 5000 луѓе беа вклучени во целата операција, 9 лица, тоа е повеќе од занемарлива бројка. Може да се случат многу повеќе заболувања и да немаме попис. Тоа покажува дека ги следевме максимално поставените протоколи од страна на владата, односно предложени претходно од комисијата за разни болести, и дека тие протоколи биле добри, навистина добри, и тврдам дека беа добри, и тврдам дека ги почитуваме до последната точка и запирка, и за тоа така беше целата ситуација. Вториот неповолен момент беше што пописот се спроведе во лето, септември, кај нас е летен период. Луѓето се по годишни одмори, сега е многу изразито, независно од ситуација со ковидот, да се користат јуни и септември како периоди за годишни одмори, бидејќи се цените многу понески на аранжманите, а сакаме сите убави аранжмани, а временските услови се добри и го дозволуваат и овој период уште подобри отколку во јули и август, кога пржи нели по 40 степени. Да, сакате да кажете, овој дел беше малку потешки од Ова беше клучен проблем. Второ, исто така голем проблем што септември е месец на интензивни работи во земјоделството. Луѓето беа по нивите, моравме да чекаме вечер да се приберат дома, за да може да ги подсетат попишувачите. Времето не се скратуваше на самата операција, она можна.
И како што самите споменавте, имав еден исклучително голем политички притисок во операцијата Попис. Покрај сите наши бариери што ги поставивме, веројатно и заради тоа беше таков тип на притисокот, за да политиката не се случи директно во самата операција, како што тоа беше случај во 2011 година. Имавме тој надворешен притисок, имавме отворена кампања од една политичка партија за бойкотирање на Пописот, а имавме и многу сокриени кампањи, исто така кои што беа многу посилни и пострашни во суштина. Лесно се справувате со оно што е отворено, што е јавно, меѓутоа многу тешко кога треба да ги детектирате отпосле сите настанати проблеми заради таква операција. Сето тоа беше присутно. Имавме и технички проблеми, се сеќавате, претпоставувам сите, првиот ден операцијата почна одлично, сите бевме среќни, весели, вториот ден крахира апликацијата, не можевме да попишуваме, додека ни требаше кратко време, добро, бевме многу брзи и интервенираме брзо, за само неколку дена се најдоа проблемите, се лоцира и се отстранија. Меѓутоа како ги отстраните тие технички проблеми, па почна оној скриен бойкот на Пописот, да имаме хакерски напади, цело време, некаде околу 7 дена интензивни хакерски напади на самото спроведување. Не може да влезат во базите на податоци, не може да упропастат од тоа што го собравме како податоци, меѓутоа ние коче работата, напаѓа на комуникациите, а овој Попис одеше со еден друг метод, не како порано на хартија, туку со користење на технологија, имавме цело време онлайн конекција со базите на податоци и на таа конекција, одирано на протокот на тие податоци не може да влезат, значи беа максимално заштитени овие процеси. Имавме, не знам, веб страницата ни беше цел месец и повеќе цел на постојани напади, за да не можеме да комуницираме со јавноста, да објавуваме сообщенија, да даваме информации, автоматски со тоа и мејловите не ни работеа, не ни функционира, па се наоѓавме на некои други патишта сокриени за да можеме да комуницираме. Добро, кому не сакаме да кажеме беше лудо времето, меѓутоа ете успеавме и јас сум пресекан заради тоа што успеавме и горд на целата оваа операција и еве една јавна благодарност за сите вработени во Државниот завод за статистика, меѓутоа и сите оние учесници кои што беа избрани како попишувачи, инструктори, членови на пописните комисии кои што дадоа свој придонес и на сите институции кои што помогнаа во смисол на формирањето на базите и слично. Не би сакала ова да звучи вака, никој не да ги попише, значи некој дошол да ги попише. Проблемот дали ги нашол дома. Дали после повеќе пати доаѓање некој оставање на белешки дека дојден попишувачот да оставил телефон или кој што може да се искомуницира, се договори кога се најдат. Дури последните 10 дена дадовме можност секој по било кој основ не бил попишан, дека во седиштето на општината има пунктови каде што ќе може да се заврши целата ова. Имаше пунктови 10 дена функционира и така натака. Значи и покрај тоа знаеме дека од страна одреден сегмент на луѓе не е попишан, прво можеби не беа физички присутни, беа по одмори, имавме и бойкот, не отварај врата. Па нема и тоа значи не попишување. Меѓутоа бевме подготвени за ова. Повторам уште еднаш, овој попис не го правиме како што го правиме претходните пописи, што се собрало од терен тоа е. Туку користевме, затоа е комбиниран метод и базите на податоци, нема да остане човек непопишан. Значи, дури да не бил опфатен на терен, секој оној кој што ќе установиме врз основа на податоците во овие бази, дека навистина е присутен во земјата, дека тука врши некаква дејност, се образува, не знам, автоматски е попишан. Ќе преземе податоците од овие бази, така да нема да остане ниту еден човек што нема да биде дел од конечните податоци од пописот. Нашата цел беше да бидат сите опфатени со теренскиот дел. Не знаеме се уште не е таа фаза да ги исчистиме сите, да ги завршиме сите прочистување на базата, да се знае за колку се и што се неопфатени, меѓутоа секако тие ќе бидат дел од пописот. Па дури и оние, бидејќи со овој попис имавме две категории на население, некако што беше 2011 година, значи она што е резидентно или вообичаено население, имаме и население кое што е во странство повеќе од година дена, кое што не е или не резидентно кое што го пристигне, па и оваа категорија ќе може да утврди големината, барем бројот на луѓе, за добар дел од тие кои што не беа опфатени, а тука не може нити да сонуваме дека ќе имаме целосен опфат, мислам, нека е такви илузии.
можеме да знаеме каде се наоѓаат и колку време се освои. Ама дека не се во земјата ќе можеме да утврдиме. Денеска најважната, најскапата работа во светот е квалитетната навременна добра информација. Тоа е клучот за успех во секое поле. Независно дали тоа станува одбор за бизнесот, другите општествени активности, културата, науката, што god е. Нашата обврска конституција е тоа да го обезбедиме на сите субјекти во државата. Кога говорам држава, не мислам само на институциите на системот, да говорам и на секој поединец и се, значи, од највисоката државна институција до секој поединец и се она измеѓу. Да добијат навремена, квалитетна, точна информација врз основа на кој што ќе креира квалитетни политики. На развој, на образование, на здравство, на економија, на што god да е. Пописот како едно од нашите истражувања, значи Заводот проведува 260, скоро 260 истражувања, заедно со целиот статистички систем повеќе од 280 истражувања. Сите тие истражувања не ги спроведуваме заради тоа што нам не треба како институција, нам не треба никој еден податок од тие. Тие податоци се исклучиво за корисниците. Велам, корисниците може да бидат од било која сфера. Оно што како институција со последниве неколку години се обидуваме да го потенцираме, да го нагласиме, еве и разговараме и со стопанските комори, со сите здруженија да бизнес секторот биде нашиот главен корисник. Значи тоа е најдобриот момент. Институциите на државата секогаш имаат располагање податоците. Меѓутоа, бизнес секторот се јавува од двојна улога. Кај нас прво како давател на инпутот, на значаен дел во нашите истражувања, сите оние истражувања од економската сфера, меѓутоа не само од економската и од социјалната, како известени единици се јавуваат нашите деловни субјекти. Меѓутоа треба да бидат и главниот корисник. И во целата оваа работа треба да се свати дека како ќе биде инпутот, така ќе биде и аутпутот. Вие не можете да бидете често пати ја кажувам оваа метафора, најдобриот готвач на светот, ама ако немате добри продукти, вие никош нема да направите вкусна јадење. Ако имате квалитетни продукти, тогаш веќе можеме да цениме вашата умешност да го тоа јадење подготвите како што треба. Така и ние изредите податоци. И да сватиме дека давањето податок во статистика не е она обврска што морам да го направам тоа, сега ајде нешто да дадам колку да се. Квалитетот на тој податок ви се враќа назад. А врз основа на таа информација која што ќе спроведиме, вие треба да донесете деловни одлуки, да инвестирате, да вложите во нешто, да истражувате нови пазари, да ги мислам огромен број колешката од Сојузот топански комори далеко пошироко може да ви кажа как се може добрата информација се употреби. Затоа треба да имаме тој инпут квалитет. Сега сме во период кога веќе работиме, значи не размислуваме, туку работиме на изготвувањето на новата 5-годишна статистичка програма 2023-2028, каде што треба добро да осмислиме што на нашите корисници им треба, бидејќи тоа да го произведуваме за нив. И влегуваме во една голема операција на комуникации, на разговори, пред се што им е потребно, како, на кој начин, во која форма, колку обсежно, колку длабоко и така натака може, и што ние како институција можеме да го обезбедиме, пошто знаете, и ние знаеме што сакаме да постигнеме. Патот до таму не е баш тоа да се рипне веднаш. Треба да си го прво пресметаме нашиот капацитет, можност, па и многу други релации на треба во државата што се битни за нас, зависимо од тие каков буџет ќе добиеме и така натака. Меѓутоа и знаењето, капацитетот на луѓето, се сме ние луѓе, а оваа земја за жал не произведува во текот на образованието статистичари, произведува други струки, а некаде само во тие струки е статистиката како дел од елементи што се изучуваат. Така да ги градиме тие луѓе постепено во текот на работниот век. И клучната работа е да се употребат. Значи, ако податокот нема употребна вредност, ако не се искористи, џабе сме го произведени. Ништо со тоа не сме направили. Значи, нашата функција тогаш да се ставиме клучна врата, не џабе постоиме, џабе да државата троши пари. Колку повеќе се користат, сите имаат корист од тоа. Да се разбереме, се враќа.
ако бизнес заедницата паметно, добро ги употреби податоците кои што ние ги произведеме, се разбира и многу други нивни анализи и слично, ќе има напредок на економијата, ако има напредок на економијата, ќе има повеќе безбедни луѓе, економски обезбедени и слично, ќе има повеќе даноци во државата, ќе има се повеќе, ќе има подобро здравство, подобро образование. Значи тоа е еден ланец кој што кој што не сме да се прекине, секогаш треба да се оди во таа функција. Ако имаме добро образование, а и нашите податоци можат во тоа да стеат, ќе има добар кадар во бизнесот. Многу е битен, и не само во смисла што го кажа господјата, дека пописот ќе даде и другите стратешки истражувања, дадат слика со што располагаме како кадар потенцијал, со што утре би располагале во тој, него го покажуваат и големината, структурата на пазарот, кој што мислам дека многу битен сегмент, момент на бизнес заедница да знае, ако насочуваат своето производство, кое производство и мислам и на производи на услуги и на се што се дава, на домашниот пазар да видат територијалната распоределеност на тие луѓе, нивниот капацитет, возраст, едукација, потреби и така натака. Многу добри анализи знаат да направат на тој, како да го исцрпат пазарот и така да се прилагодуваат. Најде со незнаење, јас сум среќен како добро екзистираме во држава 20 години без вакви податоци. Навистина може такви големи утки да се направат, да се вложување на десетина милиони евра во некаква инвестиција, таму каде што не може да обезбедите ни 10% од работната сила. Што? Тоа е фрлена пара во ветер. А тоа не се прави, а после ќе треба трошни пари тоа да се сруши, да се очисти земјиштето и така натаму. Замислете училиште да градите таму каде што нема деца или обратно каде што има деца, вие немате училиште во некој шуплу учат тие деца. Значи многу се битни овие податоци за илјадници можности кои што ако правилно се користат, правилно може да дадат голема подршка. И оттука очекувам и благодарен сум и во однос на досегашната соработка, меѓутоа кажам дека никогаш нема лимит на соработката, секогаш може да биде подобра и поголема. И на бизнес заедница во државата со сите стопански комори имаме добра соработка, ќе ја интензивираме и од наша страна, сигурен сум дека ќе имаме барање и откај за такво нешто. Тука сме. Благодарност до вашиот медиум, да кажам, прво, пошто вие сте комбинација на невладина организација, медиум, се што ми помогнавте и во пописот, меѓутоа и во пренесувањето на информација до јавноста, колку значи квалитетната информација и добрата информација. И јас се надевам дека ние како институција покажавме, еби со самото спроведување на пописот, дека може да се враќа вербата во институциите во државата, која жал имавме изгубена, како општество, дека постојат институции кои што функционираат како што треба, дека не сме класична бирократија, туку напротив, сакаме да гледаме на работите малку поинаку, дека постоиме заради другите, не постојат другите заради нас, и дека така сакаме да вршиме нашата дејност. Се надевам дека покажавме таква слика, а ако не, тука сме да работиме, а треба да работиме секако, да тоа навистина дојде до и да наследат сите останати институции. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.